Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Во наредните минути ќе следуваат прилозите и темите на кои денеска работеа новинарите. Општина Свети Николе денеска беше домакин на 10-та седница на Советот на Вардарскиот плански регион. Се разгледуваа проектите кои 9 општини од овој регион ќе треба да ги реализираат годинава. Акцентот е ставен на економскиот развој на сите општини од Вардарскиот регион. Денеска општина Свети Николе е домаќин на градоначалниците од Вардарски плански регион. Имаме работна средба, состанок кој што ќе се разгледуваат повеќе точки кои што се од есенцијално значение за развој на Вардарскиот плански регион. Ние и минатиот пат кажавме и сега ќе кажеме каде си, таму си, добро е да соработуваш, да учествуваш, да бидеш дел од случувањата, затоа што ако не соработуваш и не си дел од случувањата, тогаш не можеш ни да бидеш во текот со настаните. Ние сметаме дека Свети Николе како општина само ќе добие и не може да изгуби од ако учествува и биде соработник во Вардарски плански регион. Иако нели имаше одредени реакции околу тоа, меѓутоа денес како домаќини сметаме да добро ќе се покажеме, добро ќе организираме состанокот. Председателот и другите градоначалници ќе донесат конкретни заклучоци и предлози од кои што верувам дека ќе има полза и општината и граѓаните на општина Свети Николе. Соработката ќе ја продолжиме со општините со кои што можеме да соработуваме. Целта на здружувањето е преку регионални проекти да се достигне она што не може преку сами. Во ова смисла би рекол дека токму и тоа е целта на состанокот, значи заеднички да ги одредиме стратегиите за развој на Вардарски плански регион и на тој начин да бидеме што поуспешни и како општини и како градоначалници. Ќе го разгледуваме извештајот од изминатата година, сите проекти што ги направил Вардарскиот регион. Втората е планот, програмата во наредниот период за работа на Вардарскиот регион. Имаме тука неколку точки за аплицирање на поделени грантови што ќе се десат и најпосле она што го планираме денески да го изненадиме вашиот градоначалник. За прв пат како региони имаме право да учествуваме во распределава на средства по програмите за рурален развој и ќе дадеме предлог да оваа година Вардарскиот регион првиот проект го направи заедно со општина Свети Николе. Тоа значи дека континуирано водиме сметка за равномерност во проектите што може да ги издействуваме преку Вардарскиот регион и истовремено со оглед на тоа дека ќе се презентираат сите проекти што се изработени во изминатата година. Со задоволство како председател на регионот и моите колеги градоначалници може да кажат дека моментално водечки регион меѓу 8 региона во републиката е Вардарскиот регион. Сето на што е сработено, сето на што сме успеле до нации да донесеме и со оние планови што ги планираме за наредниот период, меѓу кои ќе чуете дека веќе подготвуваме на оваа седница да имаме гости за винската рута, односно од најразвиениот регион за винопроизводство во Европа од Алзас. Веќе се пристигнати проект менаџерите во текот на вчерашниот ден и веќе во април месец ќе имаме посета од најеминентните стручњаци за производство на вино на Република Франција, по-конкретно од Алзас регионот. За 6 часа во Кавадарци наврнаа 17 литри на метар квадратен дожд и денеска влажниот бран услови поројни врнежи. Денеска предпладне Кавадарци го зафати невреме проследено со пороен дожд. Според информациите од метеоролошката станица наврнале 17 литри на метар квадратен. За кратко време улиците во градот се претворија во река. Големата облачност и намалената видливост беа причина среде бел ден да се вклучат и уличните светилки додека паѓаше обилниот дожд, рекоа од службата за односи со јавност при локалната самоуправа Кавадарци. Климатските промени си го покажуваат својот интензитет, доказ за тоа се и честите и обилни врнежи. Минатата година во цел февруари наврнале само 13 литри на метар квадратен, додека само денеска за 6 часа наврнаа 17 литри на метар квадратен. Лани, февруари бил месец со најмалку воден талок, додека најмногу дожд минатата година наврнал во април 175 литри на квадрат. Според статистиката на метеоролошката станица во Кавадарци, во 2013 година наврнале 547 литри на квадрат, најмногу 94 литри во февруари, а најмалку во август само 5 литри на метар квадратен. Во 2012 година наврнале 454 литри. Најврнежлив месец бил мај, кога се измерени 110 литри на квадрат, а најсушен август со само 3 литри на метар квадратен воден талок. 7 литри воден талок имало во ноември 2011, а 58 во септември. Во цела година измерен е воден талок од 327 литри на метар квадратен.
Земјоделците се уште ги пријавуваат штетите од поплавите. Најмногу настрадани се земјоделски посеви со едногодишни култури, но има оштетено и лозови насади. Очите на земјоделците се вперени во небото, нивните грижи продолжуваат и се зголемуваат со секој нов дожд. Земјата презаситена не ја прима влагата, се создаваат огромни порои кои носат плодна почва и мил. За земјоделците од Дреново, Раец, Глишич, Марене, чии посеви беа под вода минатиот викенд, нема надеж дека може нешто да се спаси. Во подрачното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кавадарци се уште трае пријавувањето на штетите од страна на земјоделците, па не може да се каже колкави површини се поплавени и под кои култури. Според изјавата на Трајче Грков, член на Комисијата за утврдување на штетите од поплавите, нивото на Раечка река не е намалено. Таму е отежнато движењето и увидот на штетите на самото место. Најмногу се настрадани површините со едногодишни култури, а земјоделците досега пријавиле штети на посеви на посејани со лук и кромит, но има пријавено штети на лозови насади во Кавадаречко, во атарот на селата Дреново и Раец. Новите врнежи уште повеќе усложнуваат проценката, што значи дека веќе пријавените штети може да бидат уште поголеми. Стручњаците од областа на земјоделието велат дека штетите на земјоделските култури може да се надокнадат со пролетна сеидба и да се спаси родот на градинарските култури. Градинарите од Дреново ќе мораат напролет да набават нов семенски материјал под услов да се создадат поволни временски услови, земјата да се обработи и подготви за пролетна сеидба. Ова значи дека е загрозено производството на далеку прочуениот дреновски лук, како и кромит. Поплавите во Република Македонија се темата и на вечерашната емисија со повод на програмата на телевизија КТВ, во која ни гостува професорот Томе Лисичанец, долгогодишен професор по предметот уредување на порои во Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров, сега во пензија. Емисијата на програмата е во 21 часот и 10 минути, а репризното издание ќе може да го погледнете во недела во 15 часот и 10 минути. Резултатите од анализите на водата од Лукар покажуваат дека таа е исправна за пиење. Пристигнаа резултатите од анализата на водата за пиење од градскиот водовод Лукар во Кавадарци. Од Центарот за јавно здравје и официјално денеска потврдија дека водата за пиење бактериолошки и хемиски е исправна. Се е во нормални граници според правилникот за квалитет на водата. Микробиолошките анализи покажаа дека водата е исправна за пиење. Единствено покачени се параметрите на заматеност, но заматувањето не е проблем за здравјето на луѓето, рече денеска доктор Трајче Ризов од Центарот за јавно здравје. Тој препорачува водата да се проврива единствено за малите деца, бидејќи нивниот организам е и најосетлив. Дали ќе има ново дополнително заматување на водата поради денешниот пороен дожд од кој беше зафатено Кавадарци и околината, останува да се види вечерва, а зашто ќе следат и дополнителни известувања. Прооден е патот до селото Паликура и денеска се следеа будно критичните точки во општина Росоман. Денешните врнежи не направија проблеми, ситуацијата е безбедна, информира локалната самоуправа. Без проблеми се одвива сообраќајот до село Паликура. Во текот на вчерашниот ден целосно се санирани свлечиштата, кои невремето ги предизвика на неколку места. Денешните врнежи не направија проблеми, потврдуваат од локалната самоуправа во Росоман. Од службата за урбанизам и комунално уредување информираат дека будно се следат критичните точки, а ситуацијата е безбедна и денеска. Онаму каде беше најкритична, а тоа е Крушевичка река, службите се постојано на терен. Првично критичните зони се санирани, а паралелно со нив се следи и ситуацијата кај Црна река, која по првите штети поплави незначителна површина на земјоделско земјиште, пошто се чистеше и правеа барикади и сега не представува опасност, велат службите. Врнежите денеска, барем во Росоман, се со мал интензитет, а според нивото на Крушевичка и Црна река, место за паника нема. Ситуацијата е стабилна, но и понатаму ќе се следи будно. Локалните патни правци исто се проодни, свлечишта нема, опасностите се санирани, а нема ниту реакција од граѓаните, информира од локалната самоуправа до затварањето на вестите.
Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Росоман за 2 дена собра 2000 литри вода за настраданите од поплавите во Македонија и покрај лошите временски услови. Од Унијата велат акцијата ќе трае до недела. 2000 литри флаширана вода за пиење до денеска на Пладна преку хуманитарна акција успеа да собере Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Росоман, наменета за населението кое настрада во поплавите што ја зафатија Македонија. Председателот на Унијата Ѓорѓи Крстевски информира дека и покрај лошите временски услови акцијата и понатаму ќе се реализира и ќе трае до недела, кога во попладневните часови собраната хуманитарна помош ќе биде дистрибуирана до најзагрозените подрачја. Според Крстевски, Унијата во Росоман работи со 170 членови, а во моментот на терен се активни сите. Се прибира главно вода за пиење, а во неделак има и донации од хигиенски средства и конзервирана храна. Со полна пара, според председателот, работи и штабот, кој првично своите членови ги алармира на хуманост, а потоа и останатите граѓани на општина Росоман. Најважно е сега единството, а тоа го покажуваат не само жителите на Росоман, туку и членовите на Унијата на млади сили од Кавадарци, Неготино и Демиркапија, со кои заеднички ја реализиравме и ова акција, со која се надевам барем малку ќе им помогнеме на настраданите, вели Крстевски за КТВ. Двајца еминентни професори од Оксфордскиот универзитет Велика Британија денеска има предавање на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин по повод месецот на британската филозофија. Во организација на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин, Свети Николе и Филозофското друштво на Македонија, а по повод месецот на британската филозофија, денеска се одржа предавање на двајца еминентни предавачи од Оксфордскиот универзитет Велика Британија, професор Стефан Прист и госпоѓа Кери Смолмен. Професорот Прист искажа задоволство од приемот на Славјанскиот универзитет. Јас сум навистина среќен што сум овде во Македонија и мојата сопруга и јас навистина ја сакаме оваа земја, ни се допаѓа и тоа е причината зашто сме овде еве веќе по трет пат. Од академска гледна точка сметам дека студентите, но и професорите, кадарот на универзитетот овде има можност да ми пружи интелектуална стимулација. Исто така и моите колеги и пријатели се доволно љубезни да ми прикажат разни аспекти од животот во оваа земја, посетуваме археолошки наоѓалишта, исто ми го прикажа убавиот град Охрид, исто така сме заинтересирани за храната и за сите љубезни луѓе кои се овде присутни. Пред да изучувам филозофијата на академски начин, јас се бавев со студирање на историја и можам да кажам дека од историска гледна точка Македонија е мощна, значајна, се разбира, од времето на Александар Македонски, но и потоа како еден вид на крстопат или разграничување меѓу истокот и западот, меѓу исламот и христијанството. Доколку имам таа можност и привилегија повторно да ја посетам Македонија, секако би нашол големо задоволство во тоа што ќе учам уште повеќе за историјата на оваа земја, но исто така наоѓам големо задоволство во тоа што можам да воспоставам размена со интелектуалците во оваа земја, што можам да научам од нив и исто така да дадам некакво знаење. Постои план овој универзитет во Свети Николе да добие значај во светски рамки, кога е, например, во прашање филозофијата, и јас се надевам дека јас лично и Оксфордскиот универзитет ќе можеме да даеме извесен придонес на тоа поле. Јас сметам дека главната работа во филозофијата е поставување на прашања кои е можно тешко да се одговорат користејќи ги современите методи кои науката или социологијата ги применува. Она што е навистина битно во филозофијата се тие темелни прашања, таа не се толку на историјата која ги опфаќа мислителите кои што се Декарт, Кант и така натака. Иако историјата е битна, бидејќи од неја можеме да учиме. И во Велес започна да се шири грипот. Минатата недела регистрирани се 40 нови заболени од грип. Лекарите велат дека очекувано е зголемено ширење на грипот. Грипот зема замав во Велес. Само минатата недела регистрирани се 40 заболени со вирусот.
Од Центарот за јавно здравје велат дека очекувано е зголемувањето. Паралелно со порастот на заболени во државата расте и бројот на пријавени случаи во Велес. Епидемиологот Билјана Трајкова вели дека вирусот на грипот се пренесува многу лесно и поради тоа е неопходна заштита. Се препорачува одржување на личната хигиена, внесување свежо овошје и зеленчук и одбегнување на места во кои престојуваат повеќе луѓе. Во однос на препораките што ги даваме секоја година, така и оваа година, значи се однесува на што повисоко ниво на лична хигиена, во смисла на што почесто миење на рацете. Значи, потоа препорачуваме да не се собираат луѓето во поголем број во затворени простории, каде што не е проветрено, затоа што концентрацијата тука на инфективни честичи знае да биде многу голема, така да многу полесно доаѓа до заразување. Така да и ако веќе се престојува во затворени простори поголем број на луѓе, значи препорачуваме што почесто ветрење, со проветрување на просториите, бар по 30 минути. Според лекарите, никој не е имун на грипот, се појавува кај сите возрастни групи. Сепак од Центарот за јавно здравје велат дека најпогодени се учениците, старите и хронично болните. Поради ова се препорачува тие особено да бидат внимателни и да ги следат препораките на докторите. Убаво би било да луѓето се држат до овие препораки што ги кажавме, значи сите оние кои што веќе имаат некое хронично заболување, не се вакцинирале, да речеме, значи да си ја примаат редовната терапија, да внимаваат на своето здравје. Според податоците на Центарот за јавно здравје, минатиот месец во Велес евидентирани се 10 заболени со грип. Оваа бројка е драстично помала во споредба со истиот период лани. Така, во јануари 2014 Центарот за јавно здравје имал регистрирано над 200 луѓе носители на вирусот. Општина Кавадарци лани ја реализирала програмата за дезинсекција и дератизација. Во тек е тендерот за 2015 година. Понудите ќе се отвараат на 9 февруари. Годинава речиси во сите краеви во Македонија има наезда на глодари, а тие почнаа да стануваат и сериозна опасност од ширење на зараза. Веќе на инфективната клиника во Скопје се згрижени 2 пациентки кај кои е проширена зараза од глувци. Ова веќе го вклучи алармот дека после поплавите и честите поројни дождови, глодарите стануваат сериозна закана. Според информациите што ги добивме од службата за односи со јавноста при локалната самоуправа Кавадарци, минатата година била извршена дезинсекција и дератизација на водотеци и канализациони системи и останати јавни површини согласно програмата усвоена од Советот. Тендерот за спроведување на програмата за дезинсекција и дератизација за оваа година е распишан и се прибираат понуди. Отварањето на понудите е на 9 февруари. Општина Кавадарци за заштита од глодари и инсекти во буџетот има планирано 300.000 денари. Воспитувачите ја имаат главната улога за едукација на децата за примена на здравата храна, укажувајќи им ги приоритетите и хранливите состојки, најчесто преку говорни игри, приказни, серија на слики и интерактивни боенки. Преку квиз надпревар, дечињата од средната и големата група при детската градинка Праскичка во Росоман учеа за витамините кои се фини за нивното здравје. Квиз надпревар со дечињата од средната и големата група, насловен како витамини за здравјето многу фини, реализираше денеска градинката Праскичка во Росоман. Согласно Министерството за труд и социјална политика, кој за 2014-2015 година воведе програма за едукација на деца од предучилишна возраст во установи за згрижување и воспитување на деца во процесот на одгледување и конзумирање на здрава храна. Во рамки на оваа програма, градинките во своите објекти изработија и леи, односно органски градини во кои што децата во раната пролет ќе започнат со сеење и садење на зеленчук што може да се одгледува во тој период. Воспитувачите ја имаат главната улога за едукација на децата за примена на здрава храна, укажувајќи им ги приоритетите и хранливите состојки најчесто преку говорни игри, приказни, серија слики и интерактивни боенки. Токму затоа
затоа го организиравме и овој квиз. Многу полесно е целта да ја постигнеш со креативен начин, а вака го привлекуваме вниманието на најмладите и ги тераме да размислуваат и да бидат паметни, но и свесни за начинот на исхрана, велат од детската градинка Праскичка Росоман. Преку разни игри и квизови на интерактивен начин им посочуваме што е корисно за нив да јадат, а што да избегнуваат. Исто така преку песнички и стихотворби ги запознаваме со витамините и нивното значење, додаваат од Праскичка. Децата без нагодување го прифаќаат менито со овошје и зеленчук и активно учествуваат во самиот процес на подготовка на храна од правилно меење до сецкање. Но за да се постигне резултат, неопходно е да се едуцираат и родителите во здравата исхрана на децата. Потребно, освен во градинките, здраво да се хранат и дома. Тоа се две алатки кои треба да бидат врзани за да се дојде до очекуваниот резултат кој генерално на ниво на државата се очекува да се постигне, сметаат надлежните. 4 ученички од Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино заедно со својот ментор забележаа учество во училишната програма Голем одмор, на која ги представија проектите и наградите од надпреварите организирани од Народна техника на Македонија. 4 ученички од основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино во понеделникот на 2 февруари беа гости во училишната програма Голем одмор на македонската телевизија. Поводот за учеството во емисијата беа добиените награди на надпреварите организирани од Народна техника на Македонија, а заедно со нив беше и менторот Шеќерина Симонова, професор по биологија во основното општинско училиште Страшо Пинџур во Неготино. Наградените ученички проекти беа изработени заедно во соработка со Сдруженијето на граѓани Ековита од Неготино, а во емисијата Голем одмор со своји изработки се представија ученичките Ана Марија Колева, Рената Колева, Гордана Илиева и Марија Најдова. За своите изработени проекти говорија и ги представија самите ученици, членови на Народна техника, кои се материјали биле потребни за изработка на проектите, како и за освоените награди на регионални и државни надпревари. Повеќе за Народна техника во Кавадарци говореше Младен Марковски, менаџер на ХСТ дисциплина, која, како што и самиот кажа, е дисциплина во која се организираат надпревари, односно се прави државна екипа која учествува на светски надпревари, односно ги подготвува членовите. Воедно ја истакна и приликата и кажа дека Народна техника се подготвува за светското првенство што оваа година во септември ќе се одржи во Охрид, а на која ќе има надпреварувачи од цел свет, на која се надеваат дека ќе се представат како добри домаќини. Од областа на културата за викендот ја најавуваме утрешната изложба на фотографии што ќе биде отворена во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци со почеток од 19 часот и 30 минути. Станува збор за годишната изложба насловена како Фотографии 2014 на Фотокиноклуб од Бидола. Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Неготино во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино ја одржа својата прва ПХВ обука или дисеминација во 2015 година. Клубот на млади при Општинската организација Црвен крст Неготино продолжуваат со програмата промоција на хумани вредности. Имено вчера во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи ја одржаа својата прва ПХВ обука, односно дисеминација 2015 година, на која ги опфатија целосно целите на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. ПХВ дисеминаторот заедно со ПХВ тимот и лидерот на млади успешно ја реализираа оваа сесија која траеше 2 часа, на која присуствуваа 34 ученика од 9-то оделение, прва, втора и трета година. Преку разни активности младинците беа активно вклучени во текот на сесијата, добија нови знаења и нови пријателства. Инаку клубот на млади при Општинската организација Црвен крст Неготино, заедно во соработка со младинската организација при Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи, утре и во недела на 7 и 8 февруари, со почеток од 15 па се до 17 часот и 30, ќе организираат хуманитарен турнир во одбојка. На овој хуманитарен турнир учество може да земат сите заинтересирани граѓани и ученици од Неготино. Котизацијата за учество на турнирот е 50 денари од учесник, односно 300 денари од тим. Собраните средства од турнирот ќе бидат донирани за настраданите од поплавите во Македонија. На крајот следува и временска прогноза.
Времето утре е променливо облачно со сончеви периоди, попладни и во вечерните часови, со локални слаби врнежи од дожд и снег. Максималната температура ќе го достигне 9 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.